Добар ден, деца. Добре дојдовте во училница. Јас сум Леонида Чакареска, наставник во Основно училиште Браќа Миладиновци Струга. Ќе се запознаеме со наставната содржина, различни единици за брзина, и тоа е наставна единица за 8 оделение. Од кога се запознавме со основната мерна единица за брзина, рековме тоа е метар во секунда. Но освен ова основна мерна единица, постојат и други различни единици кои се користат за брзина, како километар на час, метар во минута, сантиметар во секунда, дециметар на час и така натаму. Денеска ќе се запознаеме со сите овие различни единици за брзина, како и претворањето на мерните единици од една во друга. Да се подсетиме за физичката величина брзина. Брзината е физичка величина што го покажува изминатиот пат во единица време. Значи се пресметува како количник од изминатиот пат и времето за кое тој пат е изминат. Основна мерна единица за брзина е метар во секунда. Но рековме во секојдневие почесто се користи километар на час. 1 километар на час е приближно еднакво на 0,28 метри во секунда. Како се претвора? Се множи со 1000 метри и се дели со 3600 секунди. Бидејќи во 1 километар има 1000 метри, а во 1 час има 3600 секунди. Обратно, ако сакаме да претвориме од метар во секунда во километар на час, делиме со 1000, затоа што во 1 метар има 1 врз 1000 километри. Во една секунда има 1 врз 3600 часа и добиваме двојна дробка. Кај двојната дробка, за да ја претвориме во обична дробка, множиме. Значи надворешен со надворешен член, внатрешен со внатрешен член и ја добиваме 3600 поделено со 1000, тоа е 3,6 км на час. За да ги претвориме од една во друга единиците за брзина, а видовме дека брзината зависи од изминатиот пат, растојанието и времето, треба да ги претвориме поотделно единиците за растојание и единиците за време. Првин да се запознаеме со мерните единици за растојание или должина. Основна мерна единица за должина е метар. Поголема декаметар, хектометар, километар. Помали се дециметар, сентиметар, милиметар. Кога претвараме од една во друга мерна единица, значи ако сакаме да претвориме од поголема во помала мерна единица, множиме. Така што секоја претходна е 10 пати помала од наредната. А ако сакаме да претвориме пак од помала во поголема мерна единица, делиме. Дали ќе биде тоа со 10, со 100, 1000 и така натаму. Значи секоја наредна мерна единица е 10 пати поголема од претходната. Ево да видиме како оди од поголема во помала мерна единица. 1 километар има 10 хектометри. 1 километар има 100 декаметри. 1 километар има 1000 метри. 10 по 10 по 10. 1 километар има 10.000 дециметри. 1 километар има 100.000 сантиметри и 1 километар е еднакво на 1.000.000 милиметри. Сега кога претвараме, рековме, од помала во поголема, делиме. 1 милиметар е 1 делено на 10 или 1 врз 10 сантиметри. 1 милиметар е 1 делено со 100 дециметри. 1 милиметар е 1 поделено со 1000 метри. 1 метар е 1 поделено со 10.000 декаметри. 1 милиметар е 1 поделено со 100.000 хектометри и 1 милиметар е 1 поделено со 1.000.000 километри. Ги видовме мерните единици за растојание. Сега да видиме кои се мерни единици за време.
Според ЕСИ системот, основна мерна единица за време е секунда. Поголеми кои се користат се час, минута, 1 час има 60 минути, 1 минута 60 секунди. Ден, 1 ден има 24 часа, или тоа е 1440 минути или 86.400 секунди. Може да се користи месец, година, деценија, век и така натаму. Помали, кои најчесто се користат е милисекунда, 1 секунда има 1000 милисекунди. Значи се користи стотинка, микросекунда и така натаму. Уште на почетокот спомнавме дека постојат различни единици за брзина. Основна мерна единица е метар во секунда, но најчесто се користи километар на час. Ова мерна единица за брзина се користи обично за да се изрази движењето на автомобилот, возот, авионот или било кое друго превозно средство. Да речеме, автомобилите се движат со просечна брзина 80 км на час. Возот се движи со брзина некаде 420 км на час. Авионот исто може да достигне брзина од 800 км на час. Мувата, да речеме, лета из дома со брзина 2 метри во секунда. Растот на бамбусот пак може да го изразиме во сантиметри на час. И обично бамбусот расте во просек 3,7 сантиметри на час. Или црвите, растот на црвите. Еден вид на црв, неговиот раст е во просек 0,4 мм на ден. Сега да видиме од ова досега што го кажавме и примена на различни единици за брзина во нумерички задачи и претварање на мерните единици од една во друга. Значи потребно ви е лист хартија, молив, пенкало, може и калкулатор за полесно да ги извршувате пресметувањата и знаете, после секоја прочитана задача може да притиснете на копчето пауза, да ја решите задачата и потоа да може слободно да си проверите дали решението ви е точно. Одиме со прва задача. Често слушаме дека брзината на возилата од град се ограничува на 50 км на час. Колку изнесува таа брзина во метри во секунда? Тргнуваме прво да ги претвориме во основните мерни единици, значи 1 километар има 1000 метри, 1 час 3600 секунди и затоа кога претвараме од километри на час во метар во секунда, 50 го множиме со 1000, делиме со 3600 и добиваме дека 50 км на час е еднакво на 13,89 метри во секунда. Втора задача. Претвори 20 метри во секунда во километри на час. Значи, како претвараме? 20 метри во секунда. И сега, бројната вредност 20 во 1 метар има 1 врз 1000 километри. И во 1 на секунда има 1 врз 3600 часа. Рековме кај двојна дробка се множи надворешен со надворешен, внатрешен со внатрешен член. Значи множиме 3600 по 1 3600, 1000 по 1 1000 и добиваме дека 20 метри во секунда е еднакво на 72 км на час. Трета задача. Тело А се движи со брзина 36 км на час, а тело Б со брзина од 10 метри во секунда. Спореди ги брзините на двете тела. Ево го решението. Значи 36 км на час, ако множиме со 1000 метри и делиме со 3600 секунди, добиваме дека е еднакво на 10 метри во секунда, што значи дека двете тела се движат со иста брзина. Четврта задача.
Марко за време од 5 минути истрчува 1,5 километри. Пресмета средната брзина со која трча Марко. Прво, времето го претвораме во основна мерна единица, значи множиме со 60 секунди, бидејќи во една минута има 60 секунди, 5 минути еднакво на 300 секунди. Истото го правиме со изминатиот пат, го претвораме во основната мерна единица, 1,5 километри, множиме со 1000, то 1500 метри. И пресметуваме средната брзина како колечник од изминатиот пат и времето за кое тој пат е поминат и добиваме дека средната брзина изнесува 5 метри во секунда. И петта задача, имаме под А, Б, В, Г и Д да се претворат различни мерни единици за брзина, значи под А од километар во секунда во метар во секунда, под Б од километар на час во километар во секунда, од дециметар во минута во милиметар во секунда, од сантиметар на час во милиметар во минута и од дециметар во секунда во километар на час. Ево прво одговорите на задачите под А и Б. 36 км во секунда само множиме со 1000 метри и тоа е 36.000 метри во секунда. И под Б 18 км на час делиме со 3600, бидејќи во еден час има 3600 секунди, значи 18 км на час е 0,005 км во секунда. И ево се одговорите В, Г и Д. Значи треба од 25 дециметри во минута да ги претвориме во милиметри во секунда. Првин дециметрите да ги претвориме во милиметри. Од дециметар во милиметар треба да множиме со 100, 10 по 10. Значи множиме со 100, а делиме со 60, бидејќи една минута има 60 секунди и добиваме 47,67 милиметри во секунда. Под Г, треба од сантиметри на час да се претвори во милиметри во минута. Прво одиме сантиметрите да ги претвориме во милиметри. Значи, за да се претвори од сантиметар во милиметар, треба само да множиме со 10. 15 по 10, а делиме со 60, бидејќи еден час има 60 минути и добиваме дека 15 сантиметри на час е еднакво на 2,5 милиметри во минута. И под Д, 42 дециметри во секунда треба да ги претвориме во километри на час. Значи, прво од дециметар во километар. Рековме кога претвараме од помала во поголема мерна единица, делиме. Со колку делиме? Делиме 10 по 10 по 10 со 10, делиме со 10.000, а за од секунда да претвориме во час, треба да делиме со 3600. И пак добиваме овде двојна дробка, 1 врз 10.000, за да во километри, главна дробна црта, и имаме 1 врз 3600 часови. Кај двојна дробка рековме надворешен со надворешен член се множи внатрешен со внатрешен. Значи 42 по 3600 поделено со 10.000 и резултатот е 15,12 км на час.